Како власта дојде до идеја Кочанската болница да ја стори центар за ампутација, каде во една операциона сала ќе се прават најмалку 24 операции годишно. Министерот Филипче објаснува дека така наречените прљави операции на пациенти со гангрена, на кои неопходно е да им се отстранат екстремитетите, претходно се оперирале во ортопедските сали во клиничкиот центар, клиниката за пластична хирургија и градската општа болница 8 септември. Ова било проблем бидејќи по ваква операција салата се смета за загадена, а за да се исчисти се губеле по најмалку 24 часа. Дефинитивно го решивме овој проблем со кој што циркулира пациенти кои што таков тип на интервенции кои што ги загадува операционите сали на неколку места веќе се провлекува со години наназад, а еве се надополнува кадрот со тоа што оди од Скопје во Кочани, на тој начин ете тоа станува еден таков центар. Министерот не одговори зошто за оваа намена се одбрала токму Кочанската болница, ниту пак колку операции годишно ќе се прават таму за да се оправда називот регионален центар за ампутации. Според него, и 2 операции месечно се доволни за да се оправда ваквиот чекор. За бројката сега навистина не би можел да кажам, меѓутоа доволно е да 2 пати во месецот исциркулира, да кажам, низ операционите сали во скопските клиники или во болницата во 8 септември и тоа веќе целосно да го поремети редовниот на програм на операции. Во предизборието премиерот Заев, чија изјава првично ја потврди и Филипче, децидно порача дека државните болници ќе добијат клуч на врата доколку не се конкурентни на приватните. Болница била, клиника била или не знам била амбуланта, ќе ја затвориме. Филипче пак дообјаснуваше дека во Кочанската болница има само 1% искористеност на болничките кревети. Немало кадар, па пациентите постојано се препраќале во најблиските клинички центри. Како и дека крила на болници веќе се само затвориле. Значи нема потреба во еден град да седи празна и неискористена болница, како што е тоа сега во овој момент. Пациентите секако се упатуваат во најблискиот регионален центар, а ние таму држиме отворена болница со празни кревети за кои што се плаќаат трошоци за одржување, ниту пак има доволен број на лекари. Потоа следеше критика кон новинарите, оти кога ги пренесувале овие изјави ширеле лажни вести. Истовремено пристигна и ретерирање. Државните болници сепак немало да се затворат, туку ќе се имплементирал модел за унапредување на здравствените услуги. Во медиумите во последните неколку денови посебно читам дека имаме тенденција да затвараме болници, може да кажем дека не е точно, тенденцијата е да се надградат, да се осовременат. По критиките на синдикатот на клинички, лекарите и јавноста, Филипче ја посети Кочанската болница и најави дека здравствената институција нема да се затвори, туку ќе стане центар за ампутација.